Задачата гласи: во еден сад има 3 црвени, 2 црни и 3 зелени топчиња. Играчот одбира едно топче. Ако топчето е црвено, добива награда 2 евра. Ако е црно, плаќа 1 евра. Ако е зелено, ниту добива, ниту плаќа. Колку е очекуваната вредност на добивката? Пред да преминеме на пари, да видиме дека парите се исплаќаат спрема боите. Значи, најпрво, тоа што ни е релативно познато, е да правиме распределба на веројатности за боите. Значи, кога ќе тргнеме за решението, првиот чекор е распределба на веројатностите на извлекување на црвено, извлекување на црно, извлекување на зелено, на боите ќе пишеме така. Во распределба на веројатноста имаме 2 реда и 1 плюс колони. Значи имаме 3 можности, значи 4 колони. Ни треба ваква табела. Тука ќе биде црвено, црно и зелено, а тука ќе биде нивната веројатност. За да ја пресметаме веројатноста, треба да знаеме колку вкупно топки има. Вкупно има 3 плюс 2 плюс 3 еднакво на 8. Значи, секој поединична топка има веројатноста 1 врз 8. Бидејќи имаме 3 црвени, имаме 3 врз 8 е веројатноста дека ќе извлечем црвено. Да извлечем црно, имам 2 врз 8, а да извлечем зелено, пак имам 3 врз 8. Проверавам секогаш 3 осмини плюс 2 осмини се 5 осмини плюс 3 осмини еднакво на 8 осмини еднакво на 1 по ред. Значи тргнувам потам. Сега. Кога се работи за вакви задачи, сакаме да воведеме случајна променлива. Таа случајна променлива ја правиме да ни одговара. Така, вредностите во случајна променлива треба да бидат реални броеви, а треба да направиме пресликување од овај тука омега во x. Значи, треба да правиме пресликување на ова. И како ќе правиме? За црвено колку? Имаме плюс 2. За црно имаме минус 1. И за зелено имаме 0. Сега, ова задача е многу лесно, бидејќи секој елемент од омега оди точно во еден случајна променлива. Значи, црвено оди во плюс 2, црно оди во минус 1 и зелено оди во 0. Типична задача има повеќе членови од омега одат во една променлива од x. Ама ова задача ја реше. И ни треба 4 редови, една за омега, едно за x, една за веројатноста и уште една за очекуваната вредност. Значи, 4 редови. Значи, тука иди омега, црвена, црна и зелено. Тука иди случајната променлива. Ова е плюс 2, минус 1 и зеленото е 0. Овие се многу важни да ги провериме 2, минус 1, 0. Сега, бидејќи се 1 со 1, само ги пишеме веројатностите надолу. Иначе, доколку повеќе елементи од омега одеше во една променлива, требаше да ги собереме. Значи, ова е 3 осмини, ова е 2 осмини и ова е 3 осмини. Со дигитрон имаме 3 врз 8 е 0,375. 2 врз 8 е 0,25. И 3 врз 8 се разбира е 0,375. Како секогаш провераме дека се ни е во ред, значи имаме чистење 0,375 плюс 0,25 плюс 0,375 еднакво на 1. Во ред е. Сега, и стигнеме до очекуваната вредност. Очекуваната вредност е дека
треба да мислиме вака. 37% шанса имаме дека ќе добиеме 2 евра. 25% шанса имаме дека ќе плаќаме 1 евро. А 37,5% имаме шанса дека ќе плаќаме 0. Значи, очекуваната вредност е овај дел тука. Очекуваната вредност е да множим овај број по ова веројатност тука и на крај, кога ќе ги сумирам ова, то е очекуваната вредност на добивката. Значи, тука имам 2 по 3,75. 2 по 0.375 еднакво 75. После имам минус 1 по 0.25, тоа е минус 25. А тука имам 0 по ова, тоа е 0. Овие броеви треба да ги собирам. Значи, сумата е еднакво на 0,75 минус 0,25 плюс 0, тоа е 0,75 минус 0.25 еднакво на 0,5. Значи, одговор на задачата е дека очекуваната вредност е e на x е 0,5. Што значи тоа? Дека при просечно играње на ова игра, на секој земење на топка, ќе земеш половина евра. Сега се разбира дека половина евра никогаш не ти паѓа. Ама, ако играш 10.000 пати, треба да добиваш 5.000 евра. Тоа е идејата.